Во наредните 10 дена се очекува намалување на цените на основните прехранбени производи, посебно на тие наведени во одлуката за утврдување на маржите за околу 10% во просек или поединечно од 5 до 12%, најави денес министерот за економија Крешник Бектеши. На лебот, како што знаете, веќе почнал да се намали. Очекуваме во наредните 3-4 дена да има намалување во делот на цените на млекото и млечните производи, а секако дека до крајот на наредната недела очекуваме намалување да имат и во делот на производите од месо. Од 1 декември фирмите веќе ќе добиваат субвенционирана струја од 80 евра за мегават час, што би значило и ново дополнително намалување на цените, смета Бектеши. А секако дека од 1 декември очекуваме и поголемо намалување, ако делот на суровините останува вакво како што е во делот на цените, увозни цени, и секако дека согласно очекувањето за тие да бидат намалени. До сега намалување на цените се најавуваше неколку пати, но него во пракса граѓаните малку го гледаа. Очекуваат ли сега цените на основната храна конечно да тргнат надолу? Цените мислам дека нема да се намалат. Треба ли, не ли треба, они не може да ги намалат, да може, зашо да не ги намалат, повише ќе се троши. Прво оно што слушаме од медиумите, има најавали, тоа ќе биде минимално. Потребно, ама не верувам да се намалат. Они качија ги сега што ги качија сега, за намалување тешко. Сепак, доколку намалување нема, Организацијата на работодавачи и синдикатот ги советуваат граѓаните, трговците да ги пријават. Не само што би ги охрабриле граѓаните, нормално и работниците кои што не се членови на синдикат, да пријавуваат секаде тамо каде што нема да се почитува намалувањето од 10% па и повеќе на основните прехранбени продукти, кои што министерот Бектеши ги најави. Туку и ние како синдикат најнормално ќе пријавуваме до трудовата инспекција дека во одредени маркети или во одредени фирми кои што произведуваат прехранбени продукти не ги намалуваат цените. Галопирачкиот раст на основните прехранбени производи беше најголем генератор на растот на инфлацијата, која во октомври достигна до 19,8%. Дали намалувањето на цените ќе ја намали инфлацијата? Тоа до некаде може да ги ублажи последиците од инфлацијата, меѓутоа мораме да напоменеме дека ситуацијата се уште е непредвидлива. Ефектите нема да бидат толку големи, односно ќе бидат помаргинални. Предвидувањето на економистите за следната година е дека ќе дојде до некој вид стабилизирање на инфлацијата, иако ситуацијата е се уште пак непредвидлива, бидејќи никој не знае како ќе биде исходот од војната помеѓу Украина и Русија. Знаеме дека голем дел од инфлацијата е генерирана токму тука. Инаку за утре е најавено донесување дополнителна одлука со која ќе се прошири списокот на дејности кои ќе бидат поддржани од владата согласно барањата на Стопанската комора, и целиот ланец на месна индустрија ќе биде покриен со субвенционирана електрична енергија.